Почитувани, го повикувам да ви се обрати човекот, кол кого сите треба да се обединиме во оваа борба. Председателот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски. Добро вечер, драги сограѓани. Добро вечер, македонци. Добро вечер, албанци, турци, власи, срби, бошњаци, роми, египќани. Добро вечер, што вечерва овдека дојдовте и го направивте овој собир за Делчев, за Македонија голем, што го направивте достоинствен и што ќе го правиме доправа и голем и достоинствен. Драги сограѓани, Гоце го има во химната. За кого би протестирале, ако не за Делчев? Делчев е црвената линија на нашето достоинство и идентитет. И затоа сме денес овде. Затоа што Делчев е Македонија и столбот на нашето постоење како народ. И сакам јасно да реагирам на една теза на власта, неоправдано лепење на етикета врсите нас, врсите вас што сте овде, но и оние кои што оваа вечер не можеа да бидат со нас. А тоа е дека патриотизмот значи некаква демоде политика и заостанатост во минатото. Дека тоа било популизам и некаква анти-ЕУ позиција. Дека откажувањето од Делчев, според власта, е една од 100 работи која мораме да ја проголтаме за некаква подобра иднина. Веднаш ќе кажам дека не е така. Македонизмот и она што сме не е ништо помалку важно од европеизмот. Македонизмот е над и пред се. Европската Унија, кон која еве веќе 4 години оваа мафија не држи се подалеку, е токму тоа за кое што денеска ние викаме но големо уа мафио. Ние сме овде собрани за почитување на различноста, солидарноста и взаемното разбирање. И да, денес сме тука и за Европската Унија и за Гоце Делчев. Драги, почитувани сограѓани, браќа и сестри, нашите историчари кои разговараат, мораат да знаат дека имаат нашата поддршка, поддршката од народот, кога веќе ја немаат таа од власта. Затоа еден громогласен аплауз за нашите историчари кои што се борат за нашите македонски позиции. Народот е најважен, затоа што народот е државата, а не смееме да ја дозволиме на власта да станеме територија, а не држава. Протестираме затоа што Делчев е и европска вредност, затоа што неговата идеја за слобода и културно издигнување на еден народ е идеја врз која почива Европската Унија, а нашата иднина е токму таму, во Европската Унија. И јасно и гласно кажувам, СДСМ, ова СДСМ, предводено од Зоран Заев, не е за Европската Унија. Затоа што тоа е се што е спротивно од она што представува европска вредност. Заев
е против Европската унија, затоа што таму нема обвинители кои што во спрега со врхушката на власт рекетираат 8 милиони евра. Затоа што таму нема да се случи банка да пропадне со 200 милиони евра пари на граѓаните, а истата таа банка ги злоупотребила тие пари финансирајќи бизниси на фамилијата на власт. Тие се против Европската унија, затоа што ја поскапеа електричната енергија и на шверцерски начин го осиромашуваат народот. Тие се против Европската унија, затоа што го задолжија овој народ за само еден квартал, за 3 месеци, 1 милиарда евра средства кои што ги потрошија во предизборен и изборен подкуп и на тој начин ја украдаа волјата на граѓаните во Македонија. Тие се против Европската унија, затоа што склопуваат бизнис делки со анти-ЕУ бизнисмени во вредност од 200 милиони евра во Тетово. Тие се против Европската унија, затоа што за сообраќајка со смртни последици не се лежи затвор, но за украдена кутија цигари се лежи. Тие се, почитувани браќа и сестри, против Европската унија, за да може да крадат и да не одговараат. Тие се против Европската унија затоа што се мафија која 4 години не држи надвор од Европската унија и во исто време се представуваат како лажни европејци, а притоа не престануваат да крадат и лажат, распродаваат, понижуваат и засрамуваат. Нашата иднина е токму таму во Европската унија. И таа ќе дојде, но без овие луѓе на власт. Заев не е иднината. Тоа е заканата за европската иднина на овој народ. На македонците, албанците, србите, власите, турците, бошњаците и сите оние кои што живеат во оваа наша мила сакана Македонија. Сакаат да го продадат Гоце, за да можат да си поделат уште по некоја лиценца за производство на марихуана. Нови сделки со бизнисмени со сомнително потекло на капиталот за нова урбана мафија, да диктираат судски пресуди, да го ограбуваат народот. И токму затоа денеска сме тука, затоа што Македонија освен мафија има и народ, и тој народ си ја сака државата и сака иднина во оваа држава. Овој народ си го сака Делчев, затоа што Делчев е символот на Македонија и ние од Делчев нема да се откажеме. Делчев е нашата тврдина која што нема да ја напуштиме. Делчев обединувал, а денес СДСМ предводено од овој Зоран Заев разединува. Тоа е таа трагедија на денешното време која што ние ја живееме. Затоа сме денес тука, за да кажеме дека мафијата не е посилна од вистината. Изборот е или СДСМ, или вистината. Или Македонија, или мафија. Изборот на овој народ, не оние стотици илјади кои што се денеска дома и не гледаат, е Македонија. Ајде заедно да дадеме надеж дека можеме од оваа држава наша
да направиме гордо, достоинствено место за живење. Сосема на крај, да ви се заблагодарам за вашето присуство на овој подготвителен прв протестен собир и да им кажеме, опаметете се, Делчев е нашиот последен бастион, Делчев е нашата тврдина, Делчев е нашиот мечкин камен и нема да отстапиме ниту педа, ниту милиметар од Делчев. Ви благодарам, да сте здрави и живи, се гледаме повторно, ви благодарам.